Почитувани, Жарко Кузмановски, Ненад Серафимовски, Сашо Самойловски, Бован Иванович, Горан Илиевски, Исамедин Османи, Љубиша Арангелковиќ и Горан Стојменовиќ за секогаш ќе останат запишани меѓу хероите кои се бореле и ја создале Република Македонија. ВМРО ДПМН длабоко се поклонува пред ликот и делото на 8 херои, припадници на безбедносните структури на Република Македонија, кои пред 2 години во Куманово во антитерористичка акција ги положија своите животи во одбрана на Република Македонија. Вечна им слава. Македонија никогаш нема да ги заборави своите херои. Сите ние ќе им бидеме вечни должници за нивната неверојатна храброст и пожртвованост. За разлика од нив, Зоран Заев и Оливер Спасовски за секогаш ќе останат на другата страна, меѓу оние кои му свртеле грб на својот народ, на столбот на срамот. Зоран Заев и Оливер Спасовски треба цел живот да се срамат за своето нечовечко и предавничко однесување и действување. Тие треба цел живот да се срамат затоа што денот по антитерористичката акција отидоа и се сликаа селфи смеејќи се на местото на кое пред само неколку часа подмолно беа убиени 8 храбри синови на нашата држава. Подржувачите на Заев ги напаѓаа и навредуваа колегите на загинатите херои и на полициските службеници им порачуваа: Куманово пак да ви се случи. Целата јавност уште се прашува зошто Зоран Заев и Оливер Спасовски се смееа и фотографираа на местото каде што беа убиени македонските херои. Што имаше смешно? Зошто медиумите под контрола на СДС Сорос објавуваа лажни вести за загинати мајки и деца? Срамното и антидржавно однесување на Зоран Заев не престана тука. Зоран Заев оди до крај, кога е во прашање газењето врз чувствата на Македонија. Зоран Заев прифати реализација на тиранска платформа и со тоа прифати да најде начин да ги пушти на слобода терористите кои ги убија припадниците на полицијата кои ја бранеа Македонија. Зоран Заев, за да дојде на власт и да ја реализира тиранската платформа, се обиде насилно да избере председател на собрание. Затоа видовме албански знамења во кабинетот, кој треба да му припаѓа на председателот на собранието, и се најавува дека Македонското собрание ќе биде трет парламент во регионот, каде што седниците ќе се водат на албански јазик. Зоран Заев упорно гази по чувствата на Македонија. Граѓаните се иритирани од ваквите политики на Зоран Заев и неговото антидржавничко и антинационално делување. Одговорност за политичкото насилство на Заев и СДС мора да има. Граѓаните не сакаат политичар кој ќе им ја витка кичмата, граѓаните си ги слават и сакаат хероите, но и ги паметат и презираат предавниците.